Уште на влезната порта во општината или само прогласената Република Вевчани ве пречекуваат и официјалното државно и знамења со 16 кракото сонце. Вевчани, освен по карневалот, изминатиот период е популарно и пожителот кој собира потписи за да влезе во претседателската трка, господин Поповски. Низ погорните сокаци во селото, пристигнавме до неговиот дом, каде што не пречека лично тој. Добар ден. Добар ден, повелете. Како сте, господине? Добри сме. Славица сум јас. Славица ја, господин. Повелете одавде. На влезот во куќата на господин Поповски има мермерна плочка уште од 2001 со нацртана карта на Република Македонија, како и стихови од песната Тга за југ. Сонцето од Вергина пак доминира секаде. Ова е символот, што изработен од стиропол. Пред 4 месеци сам ги имам изработено. Зошто баш овој символ? Символот зашто ми лежи во срцето на Република Македонија, во душата. Што ви лежи? Ми лежи дека срцето ми лежи во знамево што ги имам сам сработено и увек ми лежи во срцето на Република Македонија, во срцето го носам овој символ. Поповски е и земјоделец и градежник. Знаме со 16 кракото сонце има и во дворот, но и на лозјето спроти куќата. Господин Поповски, дали сте сериозен во намерата да собирате потписи или ова го правите чисто забава? Сериозен сум, 100%. Па зошто толку слабо ви оди, како да не се ангажирате многу на терен? Сега одиме на терен, нормално, немаш и средства толку. Средствата се не може со како другиве. Ева како што собираат, како Бујан Османи ги собра одма. Значи си има тој со време. Си плаќа луѓе све. Бевте свесни дека вака ќе оди? Ја не се надев и олку што, ама пак успешен су, има се уште време. 8 март е прилично тука. Тога може да одлучи и 8 март, денот на жените, тие да прославуваат победата. Од нас очекуваме од жените цела Македонија поддршка за независниот кандидат Работничка партија господин Поповски. Ни ги кажа и своите главни политички заложби. Ако соберам 10.000, ќе се залагам за името на Република Македонија да ја вратиме и напред после да води рамковниот договор да го скратиме, Преспа да ги укиниме и третото прашање за зголемување на платите на работниците. Заклучно со последните податоци од вчера, 6 март, господин Поповски има 141 потпис. Може би поддршката е слаба, но собирањето потписи го направи познат, особено со името господин кој му го дала неговата баба, а во Вевчани го носат вкупно 4. Само во Вевчани има господин Поповски, нема на друго место. Така. Цела Македонија само во Вевчани има господин Поповски. Не е прв пат Поповски да претендира на функција. Се кандидирали на претходните локални и на претходните претседателски избори. Вевчанци го знаат, што не значи и дека би дале потпис за него. Дали го познавате господин Поповски што собира потписи за претседател? Деца, оставите ме мене за политика, не се го познавам како дете. Го познавам, ама не е така, знаеш. Не сме многу блиски. Какво мислење имате за него? Не знам. Ќе го поддржите? Па, и вака така. Не знам точно. Го знаеме, од целово, го знаеме. Каков човек е? Убав си е. Убав си. Му дадовте ли потпис? А не ме имат побарано, не знам. Како да ти кажеш, мајстор, работник, тој Какво мислење имате за него? не знам. Му дадовте потпис? Не. И велешанката Зорица Цветковска е претендентка за претседателската функција. Работи како инспекторка во Министерството за труд и социјала. Се кандидирала како независна, пошто добила поддршка од партијата Десна, чија членка е. Мотивот поради кој што се кандидирав беше тоа што во програмите на другите кандидати за претседатели не видов промакедонска определба и заради тоа сметам дека граѓаните на Република Македонија заслужуваат да имаат претседател кој што ќе биде претседател на Република Македонија во вистинска смисла на зборот. Со стапувањето на функцијата им ветувам на граѓаните дека никогаш нема да го употребам зборот северна. Исто така ветувам дека веднаш
ќе покренам иницијатива за распишување на референдум за раскинување на договорот со Грција и со Бугарија. Цветковска, заклучно со вчера, 6 март, добила 269 потписи. Јас не се сомневам дека ќе ги соберам кандидатите, мислам потписите за кандидат за преседател и гарантирам дека со моето стапување на функцијата на преседател никогаш нема да дозволам да некој направи однадвор притисок на државата Република Македонија и секогаш ќе се трудам да ги заштитувам интересите на македонскиот народ и на сите други етнички и национални заедници кои што живеат во Република Македонија и работат тука и на македонците во околните држави и во целиот свет. Тешко му оди собирањето потписи на кандидатот Ѓорги Манасков, председател на Стопанската комора за енергетика, како и на Македонско-кинеската комора. Според последните податоци објавени вчера, 6 март, неговата кандидатура е поддржана со 483 потписи. Јас со мене се одреден број на здруженија и партии, помали партии нормално, затоа и бројот е и многу собирањето оди тешко. Така, оние што се партии, многу лесно може да ги соберат потписите, поради тоа што после нив стои машинерија. Јас сум поединец, немам ни партиска книшка, се борам за доброто на граѓаните и на компаниите и државата. Колку се собере, собере. Во секој случај, бројот е небитен, голема благодарност и им посакувам доколку излезат до последен ден да ги дозоберам, ќе им бидам благодарен и ќе направам се што може најдобро за државата и за граѓаните во Република Македонија. Манасков би се залагал и за поништување на Преспанскиот договор. Во однос на надворешната политика, смета дека државата треба да се ориентира кон Кина. Тоа е БРИКС. Кинезите го изградиме свилен патот на свилата или Вардар пловен, тоа е до Дунав, Морава и значи Вардар, Морава, Дунав, поврзување со бродови, Кина да влезе да изградиме тука логистички центри, да стане економско јако подрачје државата, а веќе тоа ми е се спремно и можеме веднаш да отпочнеме да Македонија види сигурно нешто што може да функционира и да оди напред. Претендентот за председателски кандидат Томе Николовски со денови стои на листата на Државната изборна комисија со 0 потписи. Тој не сакаше да даде изјава во камера, но уште претходната недела посочи дека се откажал од трката. На неговата Facebook страница објави своерачно напишано писмо со архивско бројче од Државната изборна комисија, со кое на 26 февруари го известил председателот на ДИК Александар Даштевски, оти го бојкотира собирањето потписи. Како еден од можните кандидати за председател на државата, поднесов и барање да ги отворите сите општини како можност на граѓаните да го стават својот потпис, како бариера од 10.000 потписи, за да се учествува на предстојните председателски избори. Тоа не го направив случајно. Оти знам дека како независен кандидат, без поддршка од партиски војници, тоа е невозможна мисија. Уште двајца нови кандидати влегува во трката за потписи пред самиот финиш. Известни Гоце Ристов и Драган Николовски со 4 и со 2 потписа заклучно со вчерашниот ден. Собирањето потписи за кандидатура на престојните председателски избори трае до утре, 8 март, до полноќ. Оние што ќе ги соберат потребните 10.000 потписи, официјално влегуваат во председателската трка. Првиот круг е на 24 април, а вториот на 8 мај.